Денес сме во општина Новаци, каде ги продолжуваме разговорите за обнова на Македонија. Тука сме да разговараме со жителите на оваа општина. Често сме тука и веќе ситуацијата е позната, не е воопшто поразлична од онаа слика која што имаме низ цела Република Македонија. Луѓето се потиштени од ова што се случува околу нас. Буквално катастрофа на секое поле. Разочарани се од она што се случува во нивната општина со земјоделието. Она што можевме да го слушнеме од граѓаните на оваа општина е што субвенциите, например за млекото, веќе не ги добиваат граѓаните од 2018 година. За 2018 година има добиено субвенции само за 3 месеци, за цела 2019 година воопшто, а ова е еден земјоделски крај каде што сточарството е развиено, но ова што го кажуваат жителите на оваа општина е што сточарскиот фонд во последните 2 години многу се намалува. Голем е проблемот и со превозот на учениците од оваа општина. Веќе втора година поред, иако државата, односно Министерството за образование, обезбедува и треба да обезбедува средства за превоз на учениците од оваа општина кои што учат во општина Битола. Општина Битола втора година поред не распишува тендер. Од страна на локалната власт и на централната власт предводена од Зоран Заев, во оваа општина не има реализирано буквално ниту еден проект или единствениот проект што го гледаме и што го гледаат граѓаните се жардинериите или цреповите кои што ги гледаме на бандерите. Впрочем и вашата камера може да го забележи после оваа изјава единствениот проект кој што СДСМ го има реализирано во општина Новаци. Оно што сакам да го напоменам е и проектот Млад земјоделец, за кој што се пофали министерот за земјоделие пред околу 2 недели дека распишуваат нов конкурс. Сакаме да ги информираме граѓаните и сите надлежни институции да видат што се случува всушност со оваа мерка, затоа што веќе година и 3 месеци од последниот конкурс кој што беше, апликациите не се разгледани, граѓаните немаат никаков одговор, а власта вели дека распишува еден нов повик за пријавување на млад земјоделец. Стравот кој што царуваше, она што може да го забележиме, повеќе го нема крај граѓаните, така да она што може да го порачаме и на локалните власти, и на централната власт предводена од СДСМ, дека обновата на Македонија почнува, обновата на Македонија доаѓа. Македонија ќе биде обновена заедно со најголемата коалиција која што ја прави ВМРО-ДПМНЕ со народот на Република Македонија. Уште еден месец останува кога начело на оваа влада е Зоран Заев, кога по еден месец целосно ќе го испрати оваа најголема коалиција во заборавот на историјата на Република Македонија и она што може да го кажеме, она што го кажуваат и граѓаните на општина Новаци и што го посакуваат, ова зло на државата повеќе никогаш да не се повтори. После 12 април следува обнова на Македонија, заради тоа што си ја сакаме државата, си ја сакаме Република Македонија и овие млади луѓе кои што денес ги гледате овде, сакаат својот живот да го продолжат во Република Македонија и во општина Новаци.